Официјално стартуваше летото. Ако до сега неофицијално имавме пролет, а беше вака пеколно, можам да замислам какво ќе биде летото ако треба да се развива со таа прогресија како што е ред, нели, пролет, па лето, потопло и потопло. Ќе биде буквално пеколно топло, а тоа се најавите за цела следна недела. За денешната епизода имаме интересни бројки, многу интересни бројки, интересни статистики, меѓу кои најинтересната и мене ми беше најатрактивната, како и колку македонци доаѓаат тука на островот летово, што за работа, што за да видат како е за да се преселат и така натаму. Тоа се официјални бројки. Тоа може да го сублимираме врз основа на бројките кои излегоа за досегашните неколку месеци, првите 4, како било распоредено во однос на сите националности кои што пристигнале на островот. Бидете тука, ќе видите многу интересни информации. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started. Летовите од Скопје веќе мислам дека се стабилизира, иако има доцнења по час и два, но функционираат. Значи слободно веќе македонците доаѓаат за одмор на островот. Но многу од нив доаѓаат и за работа. Она што беше како прва
статистичка операција која што ја разгледував деновиве, беше една табела што се појави и на македонски јазик за учеството на земјите во Европска Унија и во Европа, какво е учеството во бетинг компаниите. Значи, тука доаѓаат во контекст обложувачници, казина и така натаму. Малта е број 1. Тоа ќе го видите сега на статистиката. А веднаш зад Малта е Македонија со најголемо учество од работната сила токму во оваа професија. Но, додека гледате табелата, морам да напоменам една работа која што е комплетно различна. Малта учествува во оваа професија со најмногу своја работна сила поради тоа што тие ја сервисираат оваа струка. Малта воедно ќе ви напоменам дека е и земја најголема можеби со такво учество во Европска Унија, а и во светот, каде што 20% од целиот буџет што фигурира во државата доаѓа економски, значи, токму од бетинг компаниите. Имено имав една епизода пред некоја година каде што ви представив зошто е тоа така. Пред многу години сите бетинг компании кои што имаа седиште во Гибралтар, например, се преселија во Малта поради даночниот рај, поради многу добрите услови за функционирање. Сега, токму така и се дојдени до овие бројки. Значи, седиштата на бетинг компаниите кои што фигурираат во светот, Bet365, Bwin, многу компании од Макао и така натаму, седиштата се токму во Малта. 75% плюс минус уште еден може да додадете, од тие компании се британски компании. Значи, практично се од Лондон, најголем број. Но нивните афилијации, кои што функционираат софтверски, се токму овде во Малта. Како што реков, поради даночниот рај што го возможува државата за овие компании. Сега, едно е да има вработена сила во тој сектор, што ги обслужува и ги сервисира овие компании, а сосем друго е кога гледате од другиот аспект на овој бизнис, каде што се отворени обложувачници, казина и така натаму. Ќе ви дадам еден прост пример. Во Малта, например, имате компании кои што, не сакам сега да ги спомнувам имињата, кои што се едни од големите светски компании, внатре има по 10-15 вработени. Но тие се оние што ги регулираат условите, стандардите, софтверите и сите оние апликации кои што ги имате на интернет, со кои се управува во обложувачниците што ги користат Македонија, кои што ги користат во Србија и така натаму. Например, во Македонија имате обложувачница која што има 10 уплатни места, таму имате луѓе кои што уплаќаат, па прва смена, втора смена, трета смена и така натаму. Тоа во Малта не е така, иако влегува во истиот сектор. Тука се значи сосем друг тип на услуга на овие компании. И затоа, кога ќе гледате оваа табела, морате да го имате предвид токму тоа, дека не е исто, иако влегува во истиот сектор. Пластично речено, Малта го содржи во овој сектор управувањето на бетинг компаниите и казината, а во Македонија, како втора позиционирана на оваа табела, се луѓето кои што буквално на прва топка, на прва рака учествуваат во уплаќање, земање пари, исплаќање и така натаму. Ја правите разликата, предпоставам. Така гледајте и на оваа табела што беше публикувана пред некое време. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Сега ајде да се префрлиме и на бројките кои што излегоа официјални во Малта за тоа колку вработени од која земја има најмногу пристигнато овде.
на островот. Табелата погледнете ја сега. Сега, каде се тука македонците? Бидејќи ги нема на оваа табела, бидејќи се под 1000 влегуваат во остатите, значи сигурно се под 1000, но ако земете предвид дека Бугарија е со бројка над 2000 и ги гледате тие разлики, тогаш сигурни бидете, бидејќи сведоци сме на популација која што тука доаѓа и со двојно државјанство и многу полесно функционира кога се пријавува во Малтешкиот завод за вработување токму со европски документи, бидејќи не плаќа на вадењето на лична карта секоја година, што чини околу 300 евра нешто под, плюс тоа се добива на 5 години и така натаму. Малце се други бенефитите, отколку кога ќе дојдете со македонски пасош. Токму затоа на табелата изгледа ваква бројката, иако сигурно дека македонци се сигурно над 1500 во однос на овие сите останати кои што ги видовте. Дали ја забележавте разликата, скоковите на некои нации, кои што за само неколку години скокаат до енормни и илјадници бројки, значи големо населување за вработување токму од овие нации. Може да заклучиме едно, дека островот некако повеќе се затвара за балканскиот свет, како што беше пред короната, и се отвара повеќе за азискиот свет, затоа што бројките официјални токму тоа го кажуваат. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Сега ќе останам више при крајот да ви го понудам она што стандардно пред крајот на секоја епизода го отвараме. Out и in. Што беше out и што беше in во изминативе 7 дена. Има многу нешто да се каже посебно во out, но токму ова се најзначајните интересни моменти во оваа рубрика во изминативе 7 дена. Веднаш потоа ќе погледнете и она што стандардно го држиме како внимание и ќе биде летната лига на нашиот ФК Македонија, кој што ќе биде представување на она што ќе се дува следната недела. А бидете уште малку до завршницата, имам уште нешто да ви кажам. Ride me the forest.
Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Даниел Стојанов објавивме пред некое време дека е најдобриот голгетер во лигата. Како се чувствуваш вака како најдобар? Па искрено се осеќам многу среќен, задоволен. Ти си тазе со екипата, така? Да. Од оваа година. Од оваа прв пат играм со нив, 3 утакмици сега на почетокот. Екстра се покажавме. Каде играше во Македонија? Во Македонија играв во Маđари Солидарност. Голем фудбал, некои си 7-8 години. Од почетокот на тинеџерските години до пред да одам тука. Тука си сега колку време? Тука сум 4,5 години. Како се допаѓа во Малта? Супер, за разлика од Македонија, многу топло, море, убав живот, работа, така. Што се деси од надпреварот, 3-3 последниот надпревар. Трагично или задоволен? Па не многу задоволен, трагично не е трагично, имавме добра игра, имавме доста шанси, немавме многу среќа, не искористивме шанси и тоа се одразуваше на резултат. Следниот надпревар следната недела, во вторник. Не ја познаваме, мислам дека доволно екипата, али како и на секоја утакмица даваме се од себе, имаме квалитет, имаме доста добра екипа, доста добри поединци и ќе покажеме што знаеме. Очекуваш на крај финале? Да. Очекувам финале, мада има доста добри екипи, али имаме ние супер екипа и очекувам финале. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Тука и крајот на денешното издание. А за крај, само ќе најавам. Например, сега седам до оваа кула, која што е стотици години стара, и ако веќе доаѓате во Малта, убаво е да ги посетите. Кога ќе влезете внатре, имате еден цел театар, како било тоа со пиратите, со витезите, па така се облечени. Една убава представа. Следната епизода ќе не ви најавам. Ако стигате во Малта од Македонија и сакате да си поминете убави 7, 10, 14 дена, што е важно да посетите за 3 дена и што би можеле да зголемите во посетување во наредните 10 дена. Тоа во следната епизода. Атрактивна, туристички и план како да си ги поминете на убаво деновите во Малта.
the Social Network Radio Podcast. MM.